навестено да донесеме 80 пакети за 80 ранливи категории граѓани, семејства од Перово и околината. Во рамки на ВССФ проект поддржан од Европската унија, одлучивме да низ цела Македонија во 20 општини поделиме секдека по 80 пакети. Денеска е денот за Берово и за Делчево. Минатите денови бевме во неколку други градови, утре сме во Дебак, така да акцијата не застанува додека не ја поделиме целата помош што ни е определена од страна на Европската унија. Одредени општини сме присутни кога има потреба, односно кога имаме донации, бидејќи немаме постојани донации одредени кои што можеме да одговориме на сите граѓани. Сепак ние сме мала организација, но онаа храна што како помош добиваме како донација ја споделуваме со нашите граѓани. Планови е да се донесе закона за донирање на виша храна, преку кој уведен сум и тврдам дека значајна група на наши сограѓани во цела Македонија ќе имаат можност да добијат помош пред се во храна и мислам дека тој закон се донесе во една соодветна процедура и начин ќе допринесе да тие граѓани, со тие семејства кои што сега, да речеме, мака мачат со храна, имаат потреба од храна, истите тие ќе имаат можност да на некој начин добијат таа помош во текот на месецот. Така, денес сме во Берово во врска со една акција која што е спроведена во рамките на ВВС проектот, кој што го спроведува Банка за храна, а ние како нивни партнери, односно како организација која што е во таа мрежа, денес дава логистика, односно поддршка и помош во однос на дистрибуирање на околу 80 пакети кои што се наменети за семејства кои што се социјално загрозени, семејства кои што се од ранлива категорија, повеќе ранливи семејства и така натаму. Меѓутоа целта е да и во Берово оваа мрежа биде проширена и во еден нареден период оваа активност, односно Банка за храна, да може активностите да бидат препознаени и тука во самата општина. Денес, како што реков, имаме некаде предвидено околу 80 пакети, тоа се само за ранливи категории и се надевам дека во текот на овие денови во соработка со организацијата Дуја Мала, кој се исто така наша логистика, истите тие пакети ќе бидат дистрибуирани на право место. Изразиме една благодарност до Банка за храна и хуманитарната невладина организација Камо Делчево, што ни овозможија денеска да поделиме на 80 фамилии во Берово пакети хуманитарни, значи прехранбени и хигиенски пакети. Тие акција треба да продолжат во иднина, особено спрема ситуацијата, треба да има такви почести акции да се помага на народот. Тие акции треба да продолжат. Со ковидот не дава работа и нема дека да најдеме. Благодариме на сите. Сакаме да изразиме голема благодарност до Банката за храна и невладината организација Камо Делчево, што несебично секогаш испаѓа вака со скромни пакети помош за време на пандемијата од COVID-19. Вака им посакувам успеси и понатаму да продолжат со ваквите активности, зашто тоа е потребно на народот. Благодарност до Банка за храна и НВО Камо Делчево за поддршката што ни дадоа.